Вечерва сум со една од дизајнерките кои што ги ја презентираа својата колекција во ателието на Елена Лука. Што презентиравме всушност? 今天我给大家展示了是每个人的每一年出生的吉祥色的60夹子马面裙。第二个呢是每个人出生的生日的那个马面裙，叫24节气马面裙。还有呢，每个人让自己愉悦和浪漫，像插花一样的12花神马面裙。 Денес презентирав дела направени на традиционален кинески начин. Делата црпат инспирација од традиционалниот начин на сметање на времето во Кина, како и 24 соларни термини, кои што всушност го следат движењето на сонцето во различните временски сезони. Исто така има романтични модели, кои што црпат инспирација од 12 божествени цветови, кои што имаат различна символика и даваат шарм на облеката. Ме интересира од какви материјали е изработена колекцијата, дали постојат материјали кои се стари, традиционални кинески и комбинирани со новите текови, односно нови материјали и нови хай-тек технологии. 我用的是2种面料，一种是真丝的，丝绸的重磅的一种面料，然后用的是手工的绣花，这是一种。 然后用的是镶嵌的工艺，古老的工艺。那么第二种呢，大家看到裙子上开满了鲜花的，我用的是织锦的工艺，制造的工艺。那么大家制造的就是织锦的工艺，叫炉锦。那大家看到衣服上磨边儿的，那用的是60年以上的面料。 制造的是机械做的吗？有机械做的，有手工做的。Значи имам два вида на ткаенини. Едната ткаенина е 100% свила, која што е ткаена рачно. Исто така имам материјали кои што се стари повеќе од 60 или 100 години и некои везови се направени машински, се произведени. Колку бројките играат улога во вашиот дизајн? 我总共设计了有500多款马面裙，因为每个人穿着以后，他根据自己的生日、出生的生日和自己出生的年，这500条马面裙呢，有100条是大家都可以穿的，每一种呢大约产量是1000到2000件。 但是有300种呢，是针对非常喜欢马面裙，叫高定系列，所以每个人他可以选择，每个人就选择这一款。我也可以根据这个人出生的日子去帮他设计他生命当中的唯一的一条裙子。Јас имам 500 дизајни. Од тие 500 дизајни, јас имам 100 кои што се произведуваат во големи количини. Но имам 300 видови на дизајн кои што се произведуваат во помал број, кои што се прават во помал број, затоа што некои од овие дизајни се карактеристични, како што кажав, тие се според сметањето на времето и за секој посебен роден ден има посебен вид на здолниште. Исто така имам во нив и уникатни парчиња, само по едно парче, дизајн кој што е по едно парче. Мене беше прашањето колку нумерологијата игра улога во незиниот дизајн. Пошто нели често кажува дека од 1 до 10, пример 10 го кажува како еден од најголемите броеви. 对，那你特别厉害，就是你非常的有智慧。它是这样的，中国的天文学有2套，1白2黑3碧4绿5黄6白7赤8白9紫，所以到了9紫的今年2026就要穿这些裙子，这是它的保佑妇女的。Вие имате многу голема мудрост, што се сетивте на ова. Всушност, поврзано со кинеската филозофија и космологија, 2026 година е посебна година и токму за оваа година имаме посебни дизајни кои што се носат специјално во оваа година, кои што символизираат среќа, просперитет, желби за успех во новата година, 2026, која што се појавува еднаш на 60 години.
Благодаря много. 那你告诉我的出生年月日，你告诉我你的出生年，我就可以帮你算出来。我马上就能帮你算出来你的吉祥数，你和天上的哪个星星能链接？你告诉 Ако 我。 ми кажете во која година сте родени, кога сте родени, јас можам одма да пресметам таа символика и да ви кажам кинески хороскоп. 哪年？ Која година сте родени? 1979. 78年。 78年，我要给你算了哈。 Сега треба да пресметам. 你是 one two three four，你的吉祥数字是4，所以在你生命 Символичен 对 број е 4. 对，你的吉祥数是4，对不对？ Така? Да, да или не? Четири. Да, ви носите Четири, посебен четири. знак? 你 4. 本身就是一个很吉祥的人，你知道叫什么吗？谁能给我找一支笔，我写在你手上， Така да ви напише нешто на пенкало. 找一支笔写。 Да 你 најдете 的 пенкало, може? 你想找一支笔，你配合的数字以后你记住了。如果你不开心的时候，你就这样49，然后在秋天的时候你写49，你就会很顺利。49写在这儿。 Вашиот символичен број е 4 и може да си го напишете, а кога имате некои тешки моменти, да си го напишете бројот 4 на раката и ќе ви носи добра среќа. 但是你要出远差的时候，你就用红色的去写。 Ама со црвена боја треба да го напишете. 4 и 9 е. 9 Вашиот среќен број. 是好运的，好运，你的好运数字是9。 ова е вашиот среќен број. 但是你的幸福数字叫，你的好运数字是4，你生命中的数字是4，但是你的好运数字叫9，合在一起叫49。 Значи, едниот број кој што е твојот животен број е 4, бројот за добра среќа е 9, а заедно 49. Значи, сите овие три бројки се ви носат среќа според кинескиот хороскоп, според годината на раѓање. Благодаря много. Си, си.